На пат за Витлеем. Важно е и потребно христијанинот постојано да знае да биде благодарен. Секојдневно треба да благодариме на Бога, најпрво за неговиот дар на живот, а потоа и за сите останати дарови што ни ги дава. Корисно е да си земеме време и да размислуваме за многу аспекти и искуства од нашите животи за кои треба да бидеме благодарни. Меѓутоа важно е и да признаеме од срце и со покаяние дека во основата на се е нашиот живот, дека се е дадено од Бога и треба да го славиме името на Бога со песна, да го возвеличуваме во славословие и да го славиме со благодарност. Често е тешко да се препознаат сите тие дарови, посебно кога сме во некоја проблематична ситуација. Тешко е да се биде благодарен кога се чувствуваме тажни, вознемирени, депресивни или сами. Некои од нас може да доживеат вистинска болка кои другите не можат ни да ги замислат, како што се тешки ситуации и трагедии за кои е потребно време и молитва за да се излечат. Ако поминуваме низ такви работи во нашиот живот, тешко ни е да бидеме благодарни. Но зашто да се биде благодарен? Или уште подобро, зошто? Облагодариме на Бога затоа што животот што ни го дава е свет. Не создаде според својот образ и подобие. Секој ден е негов дар. Секојдневно го храниме телото, но никогаш не смееме да заборавиме или занемариме да ја нахраниме и нашата душа. Се разбира, секој е на различно ниво во однос на животот, на физичкото здравје и духовното здравје, но одвојувајќи време во текот на денот за да молиме, секој ден да имаме моменти за благодарност, моменти кои ќе ги поминеме со Бога разговарајќи со Него и да му благодариме за нашите животи на овој свет. И ова ни помага да бидеме во мир со себе и со оние околу нас. Наскоро откриваме нова перспектива за ситуациите, за луѓето, за можностите, па дури и за неуспехот. Во животот сме повикани на понизност. Не сме повикани да бидеме своји богови. Оние кои се обидуваат да го контролираат животот, да го насочуваат, оние кои имаат гнев во срцето и љубомора во своите мисли, не може да бидат вистински благодарни, затоа што не го ставиле Бога на прво место во својот живот. Како што се подготвуваме за празниците, така и сме повикани да ги подготвуваме нашите души за вечната благодарност, за Евхаристијата. Секогаш кога присуствуваме на Божествената литургија, да благодариме на Бога, да бараме вечен живот, спасение, и затоа нашите животи овде на земјата треба да бидат животи кои се живеат во радоста на воскресението, надежда за спасение и исчекување на исполнување на Божите ветувања. Мора секогаш да бидеме подготвени за тоа. Празниците да не ги користиме само за гозба, патување и средба со роднините и пријателите, туку да ги искористиме и како можност за обнова. Обнова на себе, за нашите семејства, за нашите верски заедници. Да го искористиме ова како можност да направиме нешто полезно за другите, да даруваме слободно, не очекувајќи ја нивната благодарност, ниту пак возврат, туку да бидеме добри ученици на нашиот Господ. На нашиот Господ секогаш му благодариме, но тоа не го бараме од другите. Ова е патот кој не отстранува од себичност и алчноста. Спасението бара преобраќање на срцето, не само зборови, туку целото наше битие треба да биде во хармонија со Божиот пат, за да бидеме исполнети со благодат и вистински да ја споделиме со другите. Искажете денес посебна благодарност на Бога и размислувајте за бројните благослови што Тој ни ги дава. А Господ и понатаму не благословува и не води на нашиот секојдневен пат.
на пат за Витлеем.